Од Македонија до Соединетите Американски држави, преку Јужна Африка па се до Брунеј, играта Cavern Tavern, што ја создаде македонскиот тим од стартап компанијата Final Frontier Games, е вистински хит меѓу љубителите на игри кои се играат на табла. Прогласена е за една од најдобрите 10 игри во светот кои се финансирале преку сервисот Kickstarter за 2016 година. За само еден месец колку што траела кампањата, тие собраа преку $100,000. Тимот е лоциран во мал стан во Скопје. Кога влеговме во станот, Тони, Војкан, Ивана и Маја веќе се подготвуваат да одиграат една партија. Играта значи е сместена во таверна, во измислен свет што самите ние си го измисливме. И сега играчите се всушност таму вработени. Значи работат во таверната, са во тој свет има елфови, дворфови, значи како на Толкин светот нешто во тој стил. Оваа игра е комбинација од повеќе фактори, значи се битни среќа, тактика, треба да имаш јак фокус за тоа каде ќе изиграш, треба да се планира однапред околу 4 потези што би играл. Кај нас тука не се запознавани луѓето многу со друштвените игри, повеќе ги знаат тие монополи, простите, ама тие се баш она за останати стари игри. Има многу голем напредок во све, значи во механики, тактики и слично. Исто како видео игра, само се вака гледаш у физичка копија, да. Додека ни ги објаснуваа правилата на играта, четворицата посакуваа да одиграат и една партија со нас. Мене ми се падна овој намуртен лик од играта, но за да можам да им се приклучам на дечките и да играм, ќе ми треба малку подолго време, бидејќи играта не е толку едноставна, но од она што може да се види дека многу динамична и многу интересна. Во тимот на оваа стартап компанија има економист, политолог, PR експерт и програмер. Пасијата за ваков вид на игри посакале да ја претворат во бизнис. Создавањето на играта траело со месеци. Од идеја, од концепт на играта до завршување на игра која може да се игра со луѓе траеше околу 6 месеци. Што тука подлежи на тестирање, на балансирање на играта, на механики, променување, измислување. Долг процес е, макотрпен процес е, кој мора да видиш реално производство со реални очи, со објективни очи, дали е доволно добро спремен за да го пуштиш на пазарот. Војкан порано работел како шанкер и како келнер, а денес е дел од фирма со капитал од над $100,000. Од сите искуства во животот, можеби највеќе се најде тоа работењето во кафуле, и голем дел од играта реално е пренесено искуството работење во кафиче, пренесено во играта преку механики, преку темата, преку самата интеракција меѓу играчите, представен е моментот на работење во кафуле во самата игра. Иако не станува збор за дигитална игра, во тимот има и програмер. Знаеме во последно време дека младите се повеќе пред компјутерите. Тоа може да ти биде професија, но не мора да ти биде целиот живот. Значи битно е да најдеш начин да се дружиш со луѓето, значи во реално време, не пред компјутерите. Има ли потенцијал Cavern Tavern да стане компјутерска игра? Да, има голем потенцијал. Веќе сме во преговори, значи тоа да се изреализира. Меѓутоа чекаме да помине целата фама со друштвената игра, за да можеме да се фокусираме малце повеќе на тоа. За да го финансираат бизнисот, тие одлучиле да водат кампања за собирање на средства преку Kickstarter, сервис каде се финансираат главно стартап идеи. Баравме 18.000, бидејќи тој беше минимумот што нашиот производител, кој се наоѓа во Кина, ни го бараше. Значи 500 копии беа минимум и тоа чинеше со се испорака околу $18,000. Значи без таа цифра ние не можевме ништо. Се изненадиле кога забележале дека играта ја купиле играчи буквално од целиот свет. Имавме интересно од Јужна Африка поддржувачи, имавме од Француска Полинезија, имавме и од Брунеј поддржувачи. Веќе го подготвуваат и второто продолжение од играта, кој би требало да се појави на пазарот годинава. Пак имаме кампања на Kickstarter во април и очекуваме да се движиме во тој правец, да станеме издавачка куќа, значи да пласираме што е можно повеќе друштвени игри, па не само на Kickstarter, туку воопшто, значи да се шириме во тој сегмент. Велат дека родителите не очекувале дека еден ден пасијата за играње игри ќе ја претворат во сериозен бизнис. Претходно не ни знаеа, а и ние не им кажувавме многу што правиме, да не ни зборат као нешто, земи седни работа. Класика, значи македонски муабет. Али мислам дека се изненади и они позитивно кога видоа што направиме.